Драги ученици, добре дојдовте на часот по природни науки. Овој час е наменет за ученици од второ оделение со наставна единица земјена орбита. Што ќе учиме денес? Денеска ќе учиме дека Земјата се движи околу својата замислена оска. Како движењето на Земјата околу својата оска води кон настанување на ден и ноќ, дека Земјата се движи околу Сонцето. Како движењето на Земјата околу Сонцето води кон настанување на 4 годишни времења. Ке научиме и што е тоа земјена орбита. За работа на час ви се потребни тетрадка, прибор за пишување, компјутер или лаптоп на кој можете да го проследите овој час. Земјена орбита. Дали некогаш сте се запрашале како настанува денот, а како настанува ноќта? Некои од вас можеби знаат како настануваат денот и ноќта, но сега ние ќе го проследиме сето тоа. Земјата се врти околу својата замислена оска. На Земјата и се потребни 24 часа за да се сврти еднаш околу својата оска. Ова е планетата Земја, а сега ќе видиме како изгледа нејзината замислена оска. Со вртењето на Земјата околу својата оска настануваат денот и ноќта. Должината на земјениот ден е 24 часа, а во него се вклучени и денот и ноќта. Денот го препознаваме по сонцето, а ноќта ја препознаваме по месечината. Вртењето на Земјата околу сонцето е причина сонцето да изгрева на исток, а да заоѓа на запад. Додека едната половина од Земјата е свртена кон сонцето, на неа е ден, а додека пак другата половина, која е свртена противно од сонцето, тогаш на неа е ноќ. Планетата Земја на која што од едната страна е ден, а на другата страна е ноќ. Денот трае од изгревањето на сонцето до неговото заоѓање, а ноќта трае од заоѓањето на сонцето до неговото изгревање. Планетите се движат околу сонцето по замислени патеки кои се нарекуваат орбити. Овде го гледаме целиот сончев систем на кој што се наоѓаат сите планети. Секоја планета има своја орбита по која што се движи околу сонцето. Земјата се врти околу сонцето. Земјата околу сонцето се движи по замислена патека наречена орбита. На Земјата и треба 1 година за да сврти околу сонцето. Патеката по која се движи Земјата околу сонцето се вика земјена орбита. Сега гледаме како планетата Земја се движи по својата земјена орбита. Поради тоа, во текот на 1 година се менуваат 4 годишни времења. Пролет. Пролета ја препознаваме по расцветување на дрвјата. Лето. Летото го препознаваме по топлината на сонцето. Тогаш сонцето е многу јако. Есен. Есента ја препознаваме по паѓањето на лисијата од дрвјата. И на крај, како 4-то годишно време, е зимата. Тогаш природата е целата бела,
покриена со снежна покривка. Поради тоа што Земјата се врти цела година околу Сонцето, настануваат 4 годишни времења: пролет, лето, есен и зима. Кажавме дека планетата Земја цела една година се движи околу својата орбита околу Сонцето. Затоа, тоа можеме да го наречеме едногодишно патување на Земјата околу Сонцето. Во лето, Сонцето е блиску до Земјата и затоа сончевите зраци се многу јаки. Гледано од планетата Земја, во летните денови Сонцето е високо на небото. Планетата Земја и Сонцето кое е блиску до планетата Земја. Во текот на зимата, Сонцето е далеку од планетата Земја и поради тоа сончевите зраци се послаби. План за работа. Откако ќе ви го прочитам планот за работа, ваша задача е да го стопирате во видеото, да ги земете вашите тетрадки и планот да го препишете во тетрадките. Земјена орбита. Патеката по која се движи Земјата околу Сонцето се вика земјена орбита. Земјата се врти околу својата замислена оска. Тогаш настануваат денот и ноќта. На Земјата и се потребни 24 часа да се сврти еднаш околу својата оска. Земјата се врти околу Сонцето и тогаш настануваат 4 годишни времења. На Земјата и треба една година за да сврти околу Сонцето. Сега планов запишете го во вашите тетрадки. Се надевам дека завршивте со пишувањето. Сега, на самиот крај, како домашна работа, ќе ви зададам линкот што го гледате пред вас, да го запишете во тетрадките после планот и кога ќе имате слободно време, да го пуштите видеото на кое ќе проследите како планетата Земја се движи околу Сонцето. Довидување!